Народен правобранител лани добил 43 представки од граѓани за дискриминација, од кои најголемиот број се однесувале на областа работен однос, каде имало поплаки за дискриминација во училишта, градинки, во министерства, јавни предпријатија. Како најчест законски основ, подносителите ја наведувале дискриминацијата по национална и етничка основа, или вкупно 11 представки. Потоа, за заштита на детските права, социјалната заштита, пристапот до добра и услуги од јавен интерес. Народниот правобранител Насер Зибери вели дека како институција постапуваат кога граѓаните ќе им се обратат со поединечни представки, кога сметат дека се дискриминирани од органите и институциите како на централната, така и на локалната власт, како и јавните институции и установи. Претежно доминираат представки во областа вработување и тука во главном се жалат на повреда на нивните права кои произлегуваат од работен однос или прашање на не исполнување на нивните интереси во процесот на конкурирање за вработување. Градинки, училишта, други јавни установи, но тука не се изземени ниту министерствата, впрочем, дел од министерствата се најмалку кооперативни со институцијата Народен правобранител кога се во прашање овие теми. Најголема законска пречка во работата на народниот правобранител е неможноста да се постапува кон приватните и правни субјекти. Примарната улога во оваа сфера ја има Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Најсериозна пречка е фактот што Законот за народен правобранител е лимитиран само во делот на мониторирање на состојбата во областа дискриминација во јавниот сектор. Тоа значи во органите на управата, единиците на локална самоуправа, другите јавни установи и институции, правосудство, обвинителство и така натаму. Но останува надвор од фокусот на мониторирање приватниот сектор, правните лица, односно правните субјекти. И ова ни представува сериозен проблем, често пати граѓаните се разбира неинформирани за нашата надлежност, упатуваат представки и за повреда на нивните права по основ на дискриминација и во приватниот сектор или правните субјекти. И во тој случај народниот правобранител или ги преупатува до Комисијата за спречување од дискриминација, која има надлежност за мониторирање и постапување и во приватниот сектор, или упатува барање за добивање информации до надлежните органи со кои ги информираме да постапат и да превземат мерки за надминување на констатираните состојби. Народен правобранител на дневна основа ги следи состојбите со заштитата на човековите права и секогаш кога преку медиумите или преку социјалните мрежи ќе забележи дека има основ да постапува, отвора предмет по сопствена иницијатива. Лани, 7 представки биле поведени токму по сопствена иницијатива пред се поради одредени незаконски дејствија, преземени од единиците на локалната самоуправа, но и по сознанијата добиени преку медиумите. Интересно е дека во ваквите случаи секогаш станува збор за заштита на правата на поголема група на граѓани. Минатата година, впрочем, 7 случаи кои ги отваравме потекнаа од информациите добиени од медиумите. И кога сме тука, да нагласам дека праксата покажува дека овие случаи најчесто ги загрозуваат интересите на поголема група на граѓани. Не станува збор само за индивидуално загрозување на правата на граѓаните, туку за група на граѓани. Од тој карактер ќе ги наведам само
два примера каде што ние отваравме постапка, како што беше случајот Јавна соба, како што беше случајот Извиднички камп, каде што беа во прашање загрозување на правата и интересите на поголема група на граѓани или млади лица или деца. И тие информации народниот правобранител ги добиваше од страна на средствата за јавно информирање, односно медиумите. Со еден збор, медиумите представуваат сериозен партнер во работата на народниот правобранител, не само во добивање информации и откривање на случаите, туку и во понатомошно проследување и следење на овие предмети. Бројот на представките кои се однесуваат на заштита од дискриминација во последните неколку години се движи од 50 до 80 представки, по основи на пол, национална или етничка припадност и политичко уверување. Извесен тренд на намалување има во претходната извештајна година, 2021 година. Таа бројка на представки, ви напоменав и на почетокот, се однесува на 43 случаи. Се разбира, тука на испомош доаѓа и Комисијата за спречување од дискриминација, која патем кажано има и поширока надлежност, односно мониторирање на приватниот сектор. Во таа насока јас имав две средби со представници на Комисијата за спречување од дискриминација, со кои сакаме да ги координираме активностите и да бидеме партнер во заштита на правата на граѓаните и да се обидеме заеднички да ги елиминираме сите евентуални појави од дискриминација на граѓаните по било кој основ. Народниот правобранител ја критикува кооперативноста на органите спрема кои тие како институција имаат надлежност за мониторирање и колку истите навремено одговараат на поднесените барања. Анализата покажа дека 30% само од барањата поднесени према институциите се одговараат на време. 30% по неколку кратна ургенција од страна на народниот правобранител, а 10% од поднесените барања за добивање информации, за постапување по представки, воопште и не се одговараат. Ова е доволен параметар кој покажува дека не секогаш институциите се ажурни во нивното постапување и затоа неретко и случаите на дискриминација се одолговлекуваат и не добиваат соодветна и навремена заштита. Според Зибери, кога институциите не реагираат навреме, тоа значи повреда на правата на граѓаните. Според народниот правобранител, задоцнето право е рамно на неправда.